Почитувани, добар ден. Од денеска во согласно со подпишаните договори меѓу Македонија, Србија и Албанија почнува со работа апликацијата Отворен Балкан. Апликацијата треба да ја потегне трговијата, слободното движење на работната сила и користење на електронски услуги. Што е планот на Европската Унија за Македонија, Албанија и Србија? Дали Отворен Балкан е привремено или трајно решение? Тука ќе ве посетам секако да не заследите на социјалните медиуми, меѓу другото на Facebook, нашиот профил останува црвена линија, меѓу другото таму можете преку коментари и споделувања да земете активно учество во рамки на оваа тема за која што ќе зборуваме пред се со гледачите во живо. И ќе напоменам секако да не заследите на Инстаграм и да кликнете веднаш на Инстаграм стори. Таму ве прашуваме дали преку Отворен Балкан побрзо ќе влеземе во Европската Унија. Ќе имате две опции за одговор, се надевам ќе можат, ете, така изгледа тоа на Инстаграм стори. Значи ги гледате двете опции за одговор, вашата доколку е да, ќе кликнете на да, доколку е не, кликате на не, а во проценти пресметано ќе ги соопштиме како и секогаш таму некаде по рекламите. Но најмногу сакаме кога дискусијата водиме во живо токму со вас. Затоа завртете го нашиот телефонски број 02307 0005. И секако напомена веднаш што ќе ве превземат од режија да го намалите и целосно тонот на телевизорот. Тоа е безброј пати повторувано, но особено се однесува кон оние кои што можеби, верувам ќе има и такви кои што за прв пат ќе се вклучат во контактна емисија како Црвена линија. Меѓу другото, не зборувате ниту преку спикерфон или интерфон, се со цел да имаме подобар квалитет во нашето слушање. Значи, она што сакаме да слушнеме од вас, што мислите, што е планот на Европската Унија за Македонија, Албанија и Србија и дали според вас Отворен Балкан е привремено или трајно решение? И дали еве преку Отворен Балкан, сега кој прашањето кое што е наменето за оние кои што не следат на Инстаграм, ќе го поставиме и тука во рамки на Црвена линија, дали преку Отворен Балкан побрзо ќе влеземе во Европската Унија? Добар ден. Добар ден. Добар ден, сина. Добар ден, Игор од Битола. Па еве, дали преку Отворен Балкан побрзо ќе влеземе во Европската Унија? Па да, мислам оти да. Мислам оти поубаво да соработуваме со Европската Унија, да не примат, да јас мислам оти поарен живот ќе ни направат некој живот. Мислам оти Секако се отвараат и можности на пазарот на трудот. Па еве, Игор, доколку сте во можност, дали би работеле во една од овие земји од Отворен Балкан? Да, би работел некаде во Шведска, Германија, Ама Шведска и Германија не се во Отворен Балкан, а сега се отвара можноста за работа во Србија, Албанија. Србија, Албанија може да одам, таму е полесно. Поблиску до Македонија. Така, дали според вас Отворен Балкан е привремено или трајно решение? Отворен Балкан е трајно решение, мислам оти е трајно решение. Отворен е убаво е Отворен Балкан. Оти сепак ќе имаме поддршка малце ние македонците ќе имаме поддршка од нив. Така. Благодарам многу за вашето учество и одговорите во Црвена линија. Еве со вас ја почнавме Црвена линија, па да продолжиме секако со сите вас, бидејќи сме на самиот почеток. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Ајде, поштовање, Тина. Голем поздрав до вас. Како сте ми? Поштовање, фала на прашање. Поздрав до вас, до цела ваша екипа. Големо благодарам до вас. Што ќе се јават и што се јавија во текот на денот на сите емисии. Па еве, според вас, дали Отворен Балкан е едно трајно или привремено решение? Никако, тоа е трајно решение за наредните 30 години. Знак ни дава Европска Унија, како што Турција 42 години не може да влезе во Европска Унија, така тоа е знак и за Македонија, за Србија и за Албанија. Него ние како да оправиме Македонија, а ја предлагам да поблиску да бидеме до Европа.
pošto во сите сегменти ние Македонија сме хаос, анархија. Само 10 години некој од европските земји, или Словенија или Австрија, да ни донеса закони нивни, граѓански устав, да видите како ќе се оправиме. Дури тогаш Европа сама ќе не нуди нас да влеземе во Европа. Вака, до Сабајле ќе се избориме, до Сабајле теми ќе давате, до Сабајле ние сите и јас меѓу нив ќе се Бидете сигурни дека слушаат што зборуваат граѓаните, тоа ве уверувам секако. Кој да слуша, кој? Тоа што треба. Никој не слуша. Ние да се оправиме само Благодарам многу за јавувањето, секако слушаат и реагираат. Ајде да слушнеме од останатите гледачи. За прв пат се разбира стартува Отворен Балкан како отворен пазар на трудот, можност да се работи во земјите како Албанија и Србија без работна дозвола, односно доволно е да имате идентификувачки код преку оваа апликација на Отворен Балкан. Ајде да видиме сега што ќе кажат гледачите. Дали е според вас ова трајно или привремено решение пред се? Добар ден. Добар ден. Голем поздрав и до вас. По мое, ова е една замка и ми се чини дека е трајно решение. Не сакат во Европска Унија. Ние една од овие сите три држави. Србија тежи малце кон Русија. Мислам, нема никош да се откажи од Русија. Така да тоа е најзино право, значи. Нема тука ништо, нема љутиш. Албанија, како што си е нешто слично на Македонија, мангупска држава, така да не ми се верува дека Европа сака вакви. Мислам, тоа ќе биде изговорот на Европа. Неото се тие помали мангупи од нас. Например, една Бугарија. Владе криминал ист како кај нас. Сите тие Бугарија, Романија, Унгарија, па и Шпанија и Португалија, ништо не се поарни од нас. Сите знаеме дека веќе порано беше нагласено дека Италија е на терет на Европската Унија. И то Италија. Па, шо? Ништо. Тие се во Европска Унија и... Така, благодарам многу. Само имате во предвид на тајмерот е 90 секунди за секој излагање. Добар ден. Добар ден, Тино. Голем поздрав до вас, пред се. Дали Отворен Балкан е привремено? Мислам дека е трајно решение. Европска Унија тоа го планира за нас, поготово. А за Албанија и Србија воопште не ми интересира. И што ако таму Отворен Балкан, само да се оди во Албанија и Србија и толку. И што е тоа, не е Европска Унија? Србија не е во Европска, па ни Албанија не е. Така да они тоа трајно го прават нарочно, само што ние сме во најнеповолна ситуација. Според вас, што е планот на Европската Унија за Македонија, Албанија и Србија? Па да никогаш нема да не примат. Поготово со вакви договори, со откажување од име, презиме, тоа они највише тоа го гледаат. Ја не знам како не ми е јасно на нашиве политичари. Држава да смениш име, тоа е невидена работа. Тоа е срам, прво, и со Бугарија, со најзаостаната европска земја, договор да правиш таков, што да се каже. Тоа е, мислам, трајно они го планираат за нас, така да во Европска Унија не верувам дека... Јас така мислам. Мислам дека никогаш нема да не примат. А Албанија и Србија, они не се и шо со нив. Заедно, па ништо. Па сме на нула. Така му доаѓа.
Така, благодарам многу и вам за јавувањето во Црвена линија. Продолжете да не следите, да слушнеме останатите какви одговори ќе дадете. Па еве да почнем и со прашањето кое што секако може да го одговорите еве како потсетување на Инстаграм, доколку кликнете на Инстаграм стори Црвена линија, дали преку Отворен Балкан побрзо ќе влеземе во Европската унија. Добар ден. Ало, добар ден, Тина. Голем поздрав и до вас. Па еве да ве прашаме и она што ги прашуваме на Инстаграм. Дали преку Отворен Балкан побрзо ќе влеземе во Европската унија? Не. Е привремено или трајно решение, не. Така ве слушаме, еве во однос на тоа што е планот на Европската унија за Македонија, Албанија и Србија, кој ќе биде вашиот одговор? Па мојот одговор е дека е трајно решение. Се уште. Дали е намален тонот на телевизорот? Најверојатно не. Сега ќе го намалам. Тина, јас ве почитувам како водител од Бело Глувчеве, дете убаво, леле како ве гледам насмеана. Благодарам многу за убавите зборови, но еве кажете ми дали имате некоја идеја и замисла каков е планот за Европската унија за нашата земја Албанија и Србија? Привремено или трајно решение, се уште не е јасно, Тина. Тоа е планот на Европската унија? Да. Во однос на Отворен Балкан, добро. Да, кај нас гледаш дека е смрсено клопчето, нешто ковид, мала минимална плата и ете така, многу има недовршени работи. А тоа си го правиме самите ние. Да. Добро. Ако е тоа, дали имате Тина, уште нешто? посебно ве почитувам како новинарка, како водителка. Благодарам многу, драго ми е дека е така и почитуваме секако што се вклучивте во Црвена линија. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден, ако сум ја на линија. Секако дека сте на линија. Еве, според вас, што е планот на Европската унија за Македонија, Албанија и Србија? Најпрво ви благодарам за тоа прашање. Дали се надеваме? Прво, имаме ние во Европа две големи браќа. Тие две големите, најголемите браќа ги дозволуваат Грчка и Бугарија да се игра пинг-понг со ова мала државичка наша. Нели едниот име, другиот народот, другата нација, третото овој борец не е твој него мој и Европа си гледа сеир во нас. Гледам вчера преко Албанија таму се отворил некој аеродром од НАТО. Да. Зарам, уколку не сакаше нас Европа толку, пошто најголемите држави, повеќе држави во Европа се во НАТО унијата, освен Америка што е посебно. Зошто не отвара од тука, например, кај нас во Криволак, имаме ние доста земја, имаме ние доста такви работи, него нас не оставил Европа да се расправиме меѓу себе, да се натегаме и да се најадеме и да се убиваме и не знам што, и тие си гледат сеир околу и после доаѓат да ги помират работите. Јас тешко, Отворен Балкан се знае, имавме ние бивша федерација, Отворен Балкан беше, знаете каде. Сега, ние се стремиме кон ЕУ и Бруксел. Тоа уопште не слуша за нас. Ама, еден ден ќе дојде работа дека ќе не молат нас. Инако и лошото и... Само да подсетам, имете го во предвид тајмер од 90 секунди од бројува, така да ако сакате и нови дополнителни 90 секунди, слободно завртете го нашиот добро познат број 023070005, кој што ни носи нов гледач или можеби гледачка. Добар ден. Добар ден, драга Тине, да си ни жива и здрава. Дали е ова господин Златко? Не е Златко, ово од Сребро, Мите Василев од Германија, чедо мило. О, господине Мите, како е во Германија? У Германија овие некој ден имаме убави денови, па сега натака сам Господ знае. Па еве вака од Германија, како ви се чини? Што е планот на Европската унија за Македонија, Србија и Албанија? Па добро сега да не се правиме како да сме луѓе без осет или цвеќе без мирис. Тоа е кажано дека ние не треба да постоеме, а се најдоа кај нас кодуши кои пустошат, а народо пате.
Ja ne znam zašto ne se osvestime еднаш да бидеме свој на своето. Ама ние пак така тераме, они си терат поливно. Мене ми е болно тоа да мојот народ пате во Македонија и не можам ја да бидам горд со тоа. Свеста треба да владее, сакај си го своето, за да може да идеш напред. Дечињата ни сите, јас сум веќе 55 години тука, па срамота е бе, зошто не се освестеме, дајте еднаш на криминалот и корупцијата да и дадеме еднаш ногата во задникот и крај да биде, да не патеме. Што е ово да работи некој за 200-300 евра, а скупотија голема. Само со слога и Бога има напредок, верувајте ми. Благодарам многу и вам за вклучувањето во Црвена линија и тоа драго ни е што и ве не следите редовно и од Германија, господине Мите. Продолжете си како да не следите понатаму, за да слушнеме кои ќе бидат следните одговори. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Одлично ве слушам. Јас се драго ми е. слушаме дали. Да. Што е планот на Србија да отвори Балкан? Е привремено или трајно решение според вас? И па сега знаеш како кондукторот како ќе реши? Ме разбирате? Така и ве слушаме, повелете, ајде. Па тоа е, ние шетаме низ возови, низ автобуси, низ зона, овие европејците не шетаат со автобуси, ако ќе влеземе во автобусот, европејците мора да има некој да ни ги прегледа картите. А кој ќе биде кондуктерот? Не разбирате? Добро, продолжете, да заврши времето. Имајте уште еднаш, ке повторам во предвид дека имаме 90 секунди предвидено за секое јавување. Со оглед на тоа, значи внимавајте и на тајмерот, а и ако сакате нови 90 секунди, сега уште еднаш ќе ве потсетам, завртите го повторно нашиот број. Продолжуваме со вас. Што е планот според вас на Европската унија за Македонија, Албанија и Србија? Добар ден, Тина. Голем поздрав до вас. Благодарам. Свака Тина сега. Од овие три држави, Македонија, Албанија, Србија, најблиску е сега за сега Албанија во Европска унија. И не морат сите три у пакет да влезат. Албанија, а исто близко е Србија, само да го признае Косово и со Република Српска да реши некој проблем. А ние Македонија, за жал, многу сме далек. Овако, Европска унија, по мои созданија, сега колку се точни, по некои што ги читам у вестници, за Македонија последниве 15-20 години има над 10 милиарди. Гратис така пари. На рука, еве, градете железница, градете патишта, па ние ништо не изградите. Нон-стоп гледаме дека не опоменуваат, поготово за судството, дека не ни е. И ние не работиме фактички, нашиве, која влада да биде не работи у Европска унија да влезе. Албанија, видите со судството што направи. Си викнал страна суди, од Америка си викна некој суди, да им го овако, да им го направи судството здраво. Нас уопште судството не е здраво. А еве според вас, еве сега ќе се отвори можност за користење слободно на пазарот на трудот помеѓу земјите од отворен Балкан. Дали гледате бенефит во однос на тоа? Па некој мал бенефит, не гледам голем. Бенефитот го гледам, едноставно Европска унија да не при... Благодарам многу за вашето вклучување во Црвена линија. Продолжете да не следите, одиме понатаму. Добар ден. Добар ден. Ке ве замолам ако може малку погласно. Добар ден. Добар ден. Па еве, според вас, кој е планот на Европската унија во поглед на Македонија, Србија и Албанија? Видете вака, ние Европската унија многу ни е далеко од нас, така да ова што сега се прави е многу поблиско до граѓаните, до традицијата, до тоа што е близок народ. Сега некои настроени политики
кон тоа што веруваме ќе одиме на западот, а ние тапкаме во место. Ние ако веруваме во нештото, треба близко да е до нас. А не да одиме километри и километри, дали тоа Австралија или да се иселуваме. Отворен Балкан е идеалното решение во моментот за сите овие што сме комши, еден на друг да соработуваме, да работиме. Како ви се чини со оглед на тоа што рековте дека според вас идеално решение, дали ќе биде трајно или привремено? Јас би рекол дека ова ќе биде крајно решение, дека мачно е веќе да одат луѓето да се малтретираат по други држави. Значи, тука да се разбереме. Веќе нема луѓе, тоа е факт, јас сум млад човек. Дали вие ќе ги користите овие бенефити од отворениот Балкан преку апликацијата? Да, дефинитивно да. Мене не ми смета Албанија. Секој јазик, значи дали албанскиот, дали српскиот јазик. Не знам што е тук. Благодарам многу и вам за одговорите во црвена линија. Продолжете да не следите. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас. Во црвена линија сте. Поздрав, Тина. Па како ви се чини, кој е планот на Европската Унија за Македонија, Србија и Албанија? Не неќат. Кратко и јасно, бев Италија јас 2000-та година, 99-та, 2000-та, тачно не третираат бетер него африканците кога дошло од робови. Кога ги донели во Америка, значи таму работевме бетер него црнци, се изживljаваат, значи он кој ќе му кажеш дека се од Албанија, Македонија, Косово, ма не те сматра за човек, повеќе ги ценат кучињата него нас. Така не неќат, само не користат како готов производ да работиме таму како црнци за без пари, за никакви пари. Ако во италијанот, пошто јас работев во италијанска фирма, он взимаше тоа време 200 марки дневница, мене ми даваше 50 марки, 100 марки, 90 марки ствари, а он 200 марки взимаше. А иста работа работевме. Така да само готов производ одиш таму, да му работиш како... Еве, дали ќе ги користите вие можностите од отворениот Балкан во однос на пазарот на трудот? Па не, јас сум више 50 години, што... Ви се чини дека ова ќе биде трајно или привремено решение? Трајно, они не неќат нас, Турција, Косово, Албанија, Србија, не неќат во Европска Унија, припариме тама, не да одиме, нема шанса тоа. Вака ќе не влечат, ќе не лажат, ја како дечко сонував да одам во Европска Унија никако. Така, големо благодарам и низ лично искуство што споделивте со јавноста, кои се вашите ставови во однос на темата за која што зборуваме денес. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ало? Добар ден, во црвена линија сте, повелете. Добар ден, јас ќе бидам кратка. Планот на ЕУ за Македонија се виде кој беше. Деца да бевме сите во државава, дечиња, и треба да разбериме дека ЕУ е дволична спрема Македонија, посебно македонскиот народ. Значи, то треба сите да го знаеме од мало до старо. Значи, таа Европа нас си се поигрува со македонскиот народ. Сега, ова може да биде и привремено и трајно, така што не е лошо, затоа што и другите рекоа дека нема да не примаат нас. Може и подолго да е, а мене ми е криво што избрзае овие што направија и преспански, тука многу ме боли, и бугарски договори се, а не требаше да брзаат, затоа што тие, ако не примаат, сите ќе не примаат заедно. А инаку како посебно нема да не примаат. А дали преку оваа опција Отворен Балкан побрзо би влегле во Европска Унија? Па, мислам комплетно. Треба сите да се видат сиве држави, и Македонија, Албанија и Србија. Мислам дека побрзо ќе влезат. Макар прашалник е, таа Европа, ви кажав, со нејзе вадет луѓе што не се чисти многу,
криминалци и исто да не. Благодарам многу и вам за јавувањето. Секако тука и ќе ве посетам да кликнете задолжително на telma.com.mk. Пред се ќе бидете добро, брзо и ефикасно информирани, но и да се задржите на следниот наслов. Граѓаните на Северна Македонија, Србија и Албанија имаат слободен пристап до пазарот на трудот во рамки на Отворен Балкан. Односно, мерката има за цел да придонесе кон отстранување на бариерите кои ја попречуваат трговијата и слободното движење на луѓето и да овозможи користење на електронски услуги во рамките на самата иницијатива. Заинтересираните граѓани за слободен пристап до пазарите на труд на Северна Македонија, Албанија и Србија најнапред треба да извадат идентификацијски број на Отворен Балкан на порталот за услуги во својата држава, со што потоа аплицираат за одобрение за слободен пристап до пазарот на трудот во останатите две држави. Постапката се одвива целосно, електронски и трае до 30 дена. Да видиме гледачите што мислат, каков е и што е планот на Европската Унија за Македонија, Србија и Албанија. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете, во црвена линија сте. Ја мислам дека би било решението трајно, меѓутоа со тоа што би влегле ние како македонци, албанците како албанци, србите како срби, како еден пакет Отворен Балкан, јас така мислам. Да си остане тоа, мислам, Отворен Балкан, со тоа што би влегле сите заедно, ете така, тоа мислам. Во Европската Унија. Според вас, дали ова ви се чини дека ќе биде трајно или привремено решение Отворен Балкан? Ја мислам трајно. Добро, дали тоа се има, неве дали вие, например, би ја користиле можноста за слободата на пазар на трудот помеѓу овие земји? Би работеле ли во Албанија, Србија? Не знам, не сум размислувала, меѓутоа конкретно за прашањево, ја мислам дека е трајно со тоа што би влегле сите заедно во Европска Унија. Така, благодарам многу. Така, благодарам многу, Ева. Иако бевте куси, секако бевте јасни, па и споделивте кои се вашите ставови во однос на темата. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Здраво. Здраво, како сме? Па еве да речеме добро. Добро, еве, ако ве прашаме што е планот на Европската Унија за Македонија, Албанија и Србија, кој ќе биде вашиот одговор? Која Европска Унија? Има нешто такво, постои? Да. Не, таки. Све е тоа само не Европска Унија. И таа Европска Унија што се формирала пред децени, сега благе везе нема, таа е окупаторска унија. Значи, извивување врз народите што не се унивни ранг. Оно што го правил Хитлер на времето, интерменшн, како го викал тоа, пониска раса. Ајме во однос на Отворен Балкан, соработката и отварање на пазарот на трудот? Затоа ти кажувам дека пониска раса, значи, они нас не сметаат за ниска раса, значи раса која не е достигната на нивно ниво, каде што оние се гасите, ние сме робоите. Значи, какви Отворен Балкан, тоа нечем да помислам, не па да чујам, тоа све е тресење празна слама, продавање ветер у магла, значи, ја не знам, луѓе во не се свестуваат со кого си имаме работа, испозатворија тука уништија фирми, дојдоа експлоататори во облик на бизнисмени кои инвеститори се представуваат тука, инвеститор со твои пари. И ја ќе бидам инвеститор со твои пари, тај ми ти мене пари, ја видиш каква зграда ќе направам. Отворен Балкан според вас ќе биде трајно или привремено решение? Никакво решение, значи ова е све ветер у магла, тресење празна слама, нема Отворен Балкан. Поздрав предно. Благодарам многу за јавувањето. Продолжуваме. Добар ден. Добар ден, убав ден. Најубав ден. Кој е планот на Европската Унија за Македонија, Србија, Албанија? Прво ние да влеземе во Европската Унија, малку ќе почекаме, затоа што прво сами себе не се веруваме дека треба да одиме во Европска Унија. Меѓутоа, ова е еден вид прилика да меѓу нас работиме, соработуваме, помалку трошкови да даваме, значи побрзо се поминува граница со помали давачки, со размена на роба, размена на се. Ова е само предуслов
пред влегувањето во Европска заедница. Јас така го размислувам и не мислам дека не треба никогаш да влеземе, дека Европа не лаже, меѓутоа ние сами себе се лажеме со тоа што ние значи не работиме за да влеземе. Ево, значи не треба да исполниме одредени услови, не ги исполнуваме. Не можеме да ги отвориме кластерите. Значи тоа е еден од условите. А ја ми се чини дека ние се плашиме затоа што Европа си има своји правила, прописи, норми и треба да ги почитуваме ние тие норми. А ако ги почитуваме, ќе имаме тогаш добро судство, добро здравство, добро школство. Значи, треба некој да не чукне по глава, што вика турнире да тргнем. Тоа нам ни треба и тоа ќе ни се случи во оној момент кога ние ќе влеземе во Европската Унија. А кој што сака нека вика, имаме потреба од Унијата и таа има потреба. Ќе посетам само, внимавајте на тајмерот. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав до вас, па и кој е планот на Европската Унија за Македонија, Србија, Албанија? Никој. А со тоа ќе го добие, јас не да се противам предходниот што кажуваше. Сменете го името. Ајде да го сменавме. Уставо, влезете во уставо. Што иде, што да побараеве прајме, значи едноставно не неќат. Јас не знам како овој човек разговара. Не сакаат, значи. Еве зошто тоа го велам. Значи, Америка, 140 земји не признат под уставно име, Америка чекаше да го смениме името за да влеземе во НАТО. Кој ќе ја запреше Америка, бе човече, што се јави пред Балте под уставно име да не признај? Кој имаше сила? Една Русија под уставно не призна, така и Америка. Не, тие се намерачиле во Европската Унија и Америка овдеки да има голема Албанија. Се друго е лага. Ние веќе славевме во авионова власт, славеше. Готово е. Абе не тоа, кажете ми една држава, Румунија, Бугарија, не знам кој да набројувам уште, што услов исполна, не го разбирам човеков. Кој услов го исполна за да влезат во Европска Унија? Што треба ние да не биде Бугарен? Да се обесиме на бандера? Да не гледа обесени па без народ може ќе не примат. Срамота. Уште не ни е јасно играта. Ма немојте. Абе, не кочат, Европа и Америка не кочат. Прави кочничари, велико. Тоа е створено за голема Албанија. Благодарам многу за јавувањето. Продолжуваме понатаму. Да видиме што ќе кажат останатите гледачи во рамки на Црвена линија. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав до тебе. Поздрав до вас. Кој е планот на Европската Унија за Македонија, Србија, Албанија? Не знам што. Јас мислам дека Европската Унија не е Европска Унија. Америка си игра мајтап со нас. Сега ќе ви кажам зашто. Македонија и Србија нема никој пат да влезат во Европска Унија. Молам? Ве слушаме. Македонија и Србија нема никој пат да влезат во Европска Унија. Албанија ќе влезе. Сега ќе ви кажам зашто. Сега ќе ви кажам пример. Америка сите земји фактички ги сакам да кажам муслимански земји. Сите ги уништи. Ниједна муслиманска земја на Русија не даде. Ајде да се навратиме на ова решение Отворен Балкан. Дали ви се чини дека ќе биде трајно или привремено решение? Да, само како пример кажувам. Додека муслимански земји од Балканот, на темата сум пак на темата се враќам. Значи, Албанија ќе ја примат како муслиманска земја, а Македонија и Србија нема никој пат да влезат во Европска Унија. Така, а сега во однос на Отворен Балкан, бидејќи е во функција, денеска има и слободна размена на пазарот на трудот. Дали според вас ќе биде трајно или привремено решение? Како да ти кажам, Отворен Балкан, кога работна сила недостасува во Србија, недостасува во Македонија и во Албанија. И како сега ќе биде ова размена на работници и работници? Кој ќе од Србија ќе дојде во Македонија или од Албанија? Па кој ќе работи за 20.000? Така, благодарам многу за вклучувањето во Црвена линија. Одиме понатаму. Добар ден. Ало, добар ден. Поздрав до вас, Лјупчо. Тина, ти си млада, дали сега сваќаш зашто Тито го направил Голи оток? Учи, имаш уште да учиш. Само слушај тоа зборат мозоците проруски.
Ова, види, Отворен Балкан е локална иницијатива и таа нема врска со влегувањето со Европската Унија. А домашните што треба да ги напишеме за да влеземе во Европска Унија се причината поради која не сакаат горе. И они нас не сакаат, него ние не ќеме да влеземе. Ние упорно не одиме натака. Затоа што не сработиме ништо дома, што ни рекоа дека треба да го сработиме. Кој ве сакаве вас со судство 0% доверба меѓу народот или циркузи гледање секој ден објавувањата? Кој ве сака вас кога немате став према кај сакате додите, кога едноставно влечете за нешто што се надевате дека е фата моргана? Сте ги пратиле децата во Германија и во Швајцарија, кукате за Русија. Пазете, политичари кои немаат став што сакаат да направат, јавно ви ги шамарат како мали деца, ги влечат за уши нон-стоп, затоа што се многу школовани, пошто имаат факултет од татета. Како ви се чини Отворен Балкан ќе биде привремено или трајно решение? Па не, она може да биде трајна локална иницијатива за соработка меѓу земјите на Балканот, а не е точно дека во Албанија нема повисоки плати од Македонија. Треба да знаеме дека Албанија се дели на два дела. Благодарам многу за вклучувањето. Продолжуваме. Добар ден. Добар ден, добро вечер. Како Добро вечер. Па еве според вас кој е планот на Европската Унија за Македонија, Србија и Албанија? Да не постоиме. Плано нив да не постоиме. Провинција да не напрати, да си игра тука како сакаат така. Што сакаат да прават, тоа да прават. А ние да немаме гласна буква. И од тоа сето пиши чапка. А тие растурија Југославија, па сега придржави... Добро, а еве во однос на можностите кои ги дава Отворен Балкан, особено сега од овој момент во однос на пазарот на трудот, дали ви се чини дека тоа ќе биде трајно или привремено решение? Од тоа решение зависи од ЕУ, не зависи од тие три држави. Знаеш кога ќе биде добро на Балканот? Кога ќе речи народот, чекај, ние сме балканци. И на балкански начин да му се супроставиме на запад, на исток, на сите. Како тие што рекоа на балкански начин многу работи да решиме. Сега, ако случајно се тоа деси, тоа треба да биде да извезит Грција од ЕУ, Грција, Бугарија и за Србија, вамо, Румунија, се Балкан дока што држи, да не зборам понатака. И да речеме, ај надвор сите сега вие што не све писмени и што не све добредојдени во Балкан. Тогаш ќе биде убаво за Балкан, иначе другото... Благодарам многу за вклучувањето. Продолжуваме. Добар ден. Добар ден. Поздрав до вас. Па еве, кој е планот на Европската Унија за Македонија, Србија и Албанија? Што ќе кажам само за Македонија. Планот за Македонија, уште прв пат кој требаше со Словенија да влезиме, се скрши работата со нас и тоа нема да се залепи, да оздрави. Отворен Балкан за Македонија во Европа е, вработените отидоа таму, мислам тие што се способни за работа. Иначе, кај на скочницата е главна издајниците, бугарите и овие речи ги мала речица. Тие е кочат целата работа. Се договараат за Македонија да ја снемат и затоа не примаат. Тоа чекат да се случи. Според вас Отворен Балкан дали е во трајно или привремено решение? Абе тоа мајта пиграт какви Отворен Балкан, какви ѓаволи. Нема врска. Нема врска тоа, само ќе победи некој, ќе посеј нешто, ма не се раѓа тоа што ќе го посеј. Глупости прават. Тоа кај нас само Македонија измачува до крај. Убо рече еден, Албанија нема да влезе во Европска Унија, нити Косово, нити Македонија. Затоа што Турција зашто не внесуваат? Јасно им е зашто? Не им е јасно. И дека талкат дека ќе не примат нас. И сад ние и Србија ќе изгориме меѓу нив. Тоа нека им е јасно. И нема да влезе во Европска и нека не се надеваат. И бараат само изреки. Благодарам многу за јавувањето. Продолжуваме. Добар ден. Добар ден.
Добро, како и да е, еве една интересна вест, не случајно и ќе ја споделам со јавноста, верувам веќе преку интернет можевте да дојдете до информација дека социјалните мрежи Facebook и Instagram паднаа на глобално ниво, вклучувајќи ја и нашата земја Македонија, при што корисниците не можат да влезат во своите профили. Проблемите се појавија околу 16:20 часот, што значи некаде по самиот старт на црвена линија на корисниците на Facebook им се прикажува дека се одјавени од профилите и не можат повторно да се регистрираат, додека на Instagram не работи така наречениот фид. На многумина корисници не им работи ниту апликацијата Messenger. Ова информација споделувам особено бидејќи знаете дека социјалните медиуми како платформи активно го учествуваме, ги користиме и во рамки на дискусиите со вас во црвена линија. И со оглед на тоа што доколку ви се чини дека не може да се логирате, уште помалку и да коментирате и споделувате на нашиот профил Црвена линија, ова секако ќе важи и за Инстаграм со оглед на тоа што токму и ова платформа е падната, ќе потсетам, на глобално ниво, што значи ја вклучува и нашата земја. Така да ќе видиме дали ќе постои, ќе се вратат во оптек Facebook и Instagram, за да можеме да видиме дали ќе можеме и да ги соопштиме резултатите од Instagram Story анкетата од ова денешно издание на Црвена линија. Продолжуваме со вас, верувам дека имаме некого на линија. Добар ден. Ало, добар ден, Тина. Да, ве слушаме, повелете. Еве голем поздрав и опатувам од Западна Германија. Вака, Тина, јас сум еден човек со 76 години, печалбар во Западна Германија 54 години. Тоа ја гледам се што прави Европска Унија со Македонија. Тоа е мајтап. Европска Унија прави мајтап. Ако разбирате по македонски, тие прават мајтап со Македонија. Македонија кога ја признаа 140 држави. Зошто после барат се и се што од нас? А 140 држави ја признаат. Цел свет знае која е таа Македонија Александрова. Денеска бара Европска Унија име да промениме. Името го променија. Што барат сега? Сега знаете ли што барат? Уединување Отворен Балкан. Отворен Балкан да влезе. Отворен Балкан у Србија има муслимани, у Македонија има муслимани. Тие сакаат тоа да го обединат под голема Албанија да влезе. Добро, нели гледате бенефити од аспект на економска размена, нели нема зборување со роуминг, меѓу другото сега ќе се отвори и слободна размена на пазарот на трудот? Тина, се е тоа замајување. Јас ја гледам оваа политика како што ви реков, 54 години. Јас живеам тука и тука ќе умра можеби. И тоа е се замајување на Македонија. Тие сакат Македонија да искорнат од географска. Благодарам многу за вклучувањето во Црвена линија. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, во Црвена линија сте. Поздрав до телевизија Телма, поздрав до војителката. Благодарам, голем поздрав секако и до вас. На вашата и нашата телевизија. Видите што е, Македонија и Србија никогаш нема да ги примат во ЕУ. Зашто Македонија сака Америка и Европа да унисат. Они што 2013 година ја поделиле, а сега на политички начин ја ништат Македонија. Овие ги донесо, што владеат сега, до негдека ја уништија. Ако уште 4 години ги донесат да владеат, ја мислам дека нема ништо да има од Македонија. Веќе и нема, не на дното на државата, ти пазете, ништо не функционира. Сега Отворен Балкан, бадила си е то све. Само тоа е замајување. И како се овие на вик дека ќе влеземе во ЕУ до 30 година. Бе, кој бе србици и црногорци 10 години преговарат, нема по 2-3 поглави отворено. Кој те прима, за да влезеш во ЕУ треба да имаш суд, со кое судство ќе влеземе во ЕУ, со кое здравство ќе влеземе во ЕУ, со кое школство. Децата уште историја немаат. Сакаат да смеат историјата како потекна Бугарија.
Катастрофа. И овој се донесен за нисе на македонскиот народ, со ова сега да Македонија не постои. И ја унистија, сменија името Северна Македонија. Вижте, ние не сме македонци. Северно македонци. Гајте не смеат луѓе да исправат Македонија со пасот македонци. И тоа, видите ми... Благодарам за јавувањето од Црвена линија. Дојде и времето за реклами. По рекламите, еве и информација во однос на последните случувања. Според официјалните податоци на downdetector.com, во моментов Мета и сите нејзини производи, како што се Facebook, Instagram и WhatsApp, како и дел од сервисите на Google, се комплетно паднати. Според првичните информации се работи за поголем глобален проблем, на кој што во моментов се работи. Според неофицијални извори и објави на Твитер, станува збор за хибриден напад предизвикан од географското подрачје на Азија. Како и да е, јас тука ви се заблагодарувам за учеството во Црвена линија, но и топло ве поканувам да продолжите да бидете со нас, поточно со мене, каде што за многу кусо време ќе ве префрлам во најгледаниот квиз, тоа е Заврти на Тилма, каде што денес како главна награда, барем со тоа ќе почнеме, секако ќе биде велосипед, но подосна ќе изненадиме можеби со повеќе големи награди. Се гледаме за кусо време.